екологијата не е првиот приоритет, но е многу поврзан со она категорија што ние работиме и носи големи последици по здравјето на овие лица. Значи, живееме во град кој се прават големи напори за да имаме чиста средина и здрави граѓани. Но свеста на граѓаните е на многу ниско ниво. Диви депонии на неколку места во градот има. Имаме прекрасна река која тече низ нашиот град, што го дели на половина, која е толку нечиста и полна со ѓубре и може да видиш се и се што. Тоа не се криви властите, туку граѓаните. На неколку пати целосно е чистена реката, целосно, за 2-3 дена повторно иста слика. Значи, сите ние како невладини организации малку повеќе треба да работиме на свеста на граѓаните, а локалните власти на поригорозни мерки, за да може ова да се среди. Ние сме таков народ, додека нема казни, не ги почитуваме ниту законите, ниту насоките кои ни ги даваат властите. Сето тоа што го зборуваме во интерес на сите, но најмногу на неродените и родените дечиња кои живеат во нечиста средина. Како мајка можам да кажам, моето дете е настрадано од вирус, да стане по причината, што никој не знаеше да ми каже каков вирус и од каде е. Секако не е од некоја чиста средина, од воздухот. Објаснувањето беше. Значи, сите треба да бидеме свесни дека идните генерации можат се повеќе да имаат некој вид на попреченост или некоја ретка болест, токму од загадениот воздух и нечистата средина во која живееме. Во однос на човековите права и демократијата, за целната група со која работиме, можеме да кажеме дека многу малку има направено и на локално ниво и во општеството, затоа што ова категорија на граѓани се уште е невидлива. Невидлива од тоа што нема создадено услови да се вклучат и во локалната заедница и во општеството. Најпрвен од физичката непристапност. Нашиот град е целосно непристапен за лица со телесно оштетување, за лица со оштетен вид. Многу малку има преземено, иако неколку пати дадовме иницијативи и сега имаме повратен одговор дека ќе се превземат мерки за спуштање на тротоарите во градот Куманово. Гледаме каде што се асфалтираат улици, а не се спуштаат тротоари и не се почитува законот за градба. Значи, Македонија, властите во Македонија, националните и локалните власти, треба да знаат дека во Европа најпрвен се почитуваат правата на лицата со попреченост, оние немотните, па потоа за другите граѓани. Додека тоа не го направиме, ние не можеме да влеземе во Европа и се повеќе треба да се осврне токму кон правото на оваа категорија.